Почитувани граѓани, почитувани македонци. Со капитулантскиот потпис на договорот со Грција, Заев го одзема правото на граѓаните да бидат македонци и правото да се употребува зборот Македонија. Дрски, безобразни и безсрамни се нивните лаги дека е зачуван, а уште помалку дека е зајакнат македонскиот идентитет. Грчкиот премиер Алексис Ципрас изјавува дека македонската националност не се признава со договорот. Зоран Заев не го демантира Ципрас, што значи дека крие дека договорот задира и го менува македонскиот идентитет. Со договорот одземена име државноста на македонците. Тие ја губат својата држава. Заев признава дека сите институции ќе мора да го заменат и загубат македонскиот предзнак. Заев признава дека сите институции ќе мора да го избришат името и наместо придавката македонска, македонско, македонски, ќе мора на крајот на името да додадат на Северна Македонија. Така Заев признава дека ќе се смени и името на државните институции, министерствата, државните органи, МАНУ, личните карти, пасошите. Заев манипулира дека секаде ќе останела придавката македонски, македонска, македонско, иако договорот поинаку предвидува, но се обидува да протне дека не можело се да стои напишано, дека било нафрлено во договорот и дека нешто се подразбира. Напротив, текстот со грчки барања кои Заев ги прифатил е толку детален што не остава никаква случајност. Ке прочитам неколку делови од така наречениот договор каде што точно се прецизира бришењето на идентитетот. Член 1 став 3. Под А. Официјалното име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, кое ќе биде уставно име на втората страна и ќе биде користено ерга омнес, како што стои во договорот. Краткото име на втората страна ќе биде Северна Македонија. Член 1.3 под Б. Националноста на втората страна ќе биде македонска, граѓани на Република Северна Македонија, како што и ќе биде запишано во патните исправи. Член 1.3 С. Придавката на државата и официјалните органи, како и сите други јавни предпријатија, ќе биде во линија со официјалното име или краткото име на Република Северна Македонија или пак на Северна Македонија. Член 1.3 Г. Втората страна ќе го прифати името Република Северна Македонија и официјалното име и терминологии реферирани во член 1.3 преку интерна процедура која е обврзувачки и неотповиклива, вклучувајќи ги амандманите на Уставот како што стои во договорот. Следува член 1.3 Х. Во релација со горе споменатото име и терминологија во комерцијалните имиња, трговски марки, имиња на брендови и така натаму, ќе го скратам овој член, ќе се формира меѓународна група на експерти за надминување на овие прашања. Оваа група на експерти ќе биде формирана до 2019 година и ќе заврши со работа за 3 години. Што значи дека со овој член се опфаќаат и оние приватни компании кои што пред себе во своето име ја носат придавката македонско, македонски, македонска или воопшто Македонија. Според членот 1.8, по влегување во сила на договорот, Република Македонија престанува да се користи како термин. По неговото влегување во сила, изменетото име и терминологијата е за сите примени и ке важи ерго омнес во билатералните односи, како и во сите регионални и меѓународни институции. Почитувани, ова се само дел од членовите од договорот кои што не оставаат ништо на случајност или нешто што Заев го нарекува паушалност која што остава простор. Заев точно знае што прифатил, а сега повторно и упорно го лаже македонскиот народ. Ова е чистење на цела нација. Ова е пострашно од геноцид. Ова е геноцид врз цела нација. Ова е чист етноцид. Почитувани, договорот на Заев со Ципрас јасно предвидува промена на Уставот и губење на идентитетот. Огромен пораз сакаат да го прикажат за некаква победа. Прашуваме, каде тоа со народот ја прославивте победата, успешниот договор, зајакнатиот идентитет? Или забавата заврши на глисерот и предадената вратоврска? Ова е срамен договор. Овој договор е измама на октруираната влада на СДСМ. Народот се чувствува разочаран, потиштен и излажан, затоа што знае дека овој договор нема да донесе подобар живот. Затоа Заев мора да падне, а Македонија да победи. Ви благодарам.